трајни природни вредности кои беа во опасност да се исчезнат и се уште се во опасност да исчезнат. И ние мислам дека нашата камера, нашиот објектив, нашиот труд, нашиот пат ќе вреди само да го зачуваме она што сега постои. Идните генерации знаат што сме имале како региони, како држава, од аспект на природно наследство, бидејќи тие промени кои се случуваат сега се иреверзибилни, тие се од неповратлив карактер. Тоа беше мисијата на дома, да спасиме се што можеме да спасиме и да зачува во дигитална форма пред да биде уништено секогаш. Тоа се некои стари геолошки локалитети, најмногу тоа беа локалитети со палеонтолошко значење, значи стари ископини на фосили кои буквално не се ни мапирани, не требаше според релјефот, според некои остатоци, според нашето знаење да ги препознаеме каде сме да ги уснимаме. Тоа ми е и беше најголем предизвик, но и најголема гордост, бидејќи успеавме за овие 3-4 години да ги снимиме скоро сите подрачја по заштита во Македонија. Последното лето или последната година се обидовме да направиме регионални приказни, едноставно да покажеме дека проблемите со кои што ние се соочуваме се многу слични, ако не и исти, и во нашите соседни држави. Па бевме од Србија, Хрватска, Албанија, Косово, Црна Гора, за да ги покажеме и добрите и лошите работи. Заклучокот е дека за животната средина и за екологијата мораме сите заедно да работиме во овој поширок регион, бидејќи од воздухот до реките, езерата, планините делиме се. Соджвакано се кажува се во околу 20 на минути за теми кои што навистина можеби некогаш не ни технува да размислуваме. Значи мене ми беше многу фасцинатно дека постојат локации, места кои што секојдневно ги поминуваме без да сме свесни дека сведочиме некое огромно значајно природно наследство и богатство. Самиот скопски рид Кале, например, многу малку луѓе знаат дека доколку се загледаат малку во неговата почва, можат да догледаат во него фосили од езеро кое што порано тука било, кое што за свој басен е имало Скопската котлина. Мислам дека кога ќе ги дознаеме овие работи, ќе ги засакаме повеќе. А ако ги сакаме повеќе, ги чуваме повеќе. И тука мислам дека е главното значење, главната моќ на овие документарци да ги засакаме многу повеќе работите кои што не обкружуваат, природните нешта кои што не обкружуваат, за да ги сочуваме. На терен работата многу наликуваше на дружење и на тоа сум посебно горд на овој тим. Останавме на саат и пол пред полициски час со дефект на кола во Демирхисар, требаше да се движиме на кај Евгелија. И сето тоа беше доста интересно. Пржо во кола 1 сат, додека идевме на кај Мариово, ми објаснуваше за диатомеите. Многу интересно делуваше све тоа и ја треба да го доловам тоа со камера и кога отидовме таму, уствари тоа карпа една и он зима примерок и толку е. Баравме некакво езеро, така да се убивме од барање, по пат искршивме кола, стигнаме преку едни непристапни терени, не можевме никако да го најдеме тоа езеро, па едва и некако се најде преку дрон, како да баравме, не знам, некои мистерии во Египет за некакви свинги, за некакви гробишта. Многу добро се направени, не дека ние сме ги правеле, значи одлични се. Без никаква суета, меѓутоа убави се, гледливи се, може да се гледаат и да се уживаат. И ќе научат многу работи. Еден од најголемите предизвици е како да се уреди тонот, аудиото на видеото, затоа што станува збор за природа, не станува збор за градска атмосфера, каде што ќе ставиме аудио од автобуси како поминуваат и ќе завршиме работата, не напротив. Мора да се монтираат природни звуци за да никој не забележи дека птиците што пеат на видеото не се од жван, например. За овие 3 години посетивме многу локации, но би ја издвоил Сињевина над Колашин во Црна Гора. Имавме локален водич кој што не возеше по непристапен терен, планински пат, за да стигнеме на изгре сонце во 5 часот наутро. Кога дојдовме, горе гледката беше неописива. Ретки се луѓето кои што кога ќе се соберат заедно имаат таква хемија и знаат и сакаат да направат добар производ.
со самиот факт дека дел од овие документарци се прикажуваат во основните училишта, во средните училишта и фидбекот што го добиваме пред се од едукативните, како едукативна содржина, потоа и дека луѓе го гледаат и многу им наликува на BBC продукција, само по себе зборува дека сме ја постигнале целта.